Благодарам, почитувани колеги, за поставување на прашања. Колешката Виолета Ташева се пријави за прашање, Наташа Јаневска, Весна Бендеска, се вртам, колешка, се вртам. Значи по овој редослед, Виолета Ташева, Наташа Јаневска и Весна Бендеска. Повелете, има збор претеникот Виолета Ташева. Благодарам, председателе, почитуван представник на Меѓаши, на првата детска амбасада. Јас би сакала да искоментирам, но и да ве прашам во врска со вашето излагање. Цените ли дека невладиниот сектор има мощне битно влијание во делот на подигање на јавната свест кај граѓаните во делот на правата на децата? И вие како представник од невладиниот сектор, колку проекти имате имплементирано токму во промоцијата на правата на децата, особено во промоцијата на превентивните мерки за заштита на децата од како жртви на семено насилство или сексуална злоупотреба и слично? Благодарам. Благодарам. Има збор пратеникот Наташа Јаневска да постави. Благодарам, председателе. Почитуван представник на амбасадата Меѓаши, почитувани гости, само накратко ви поставил едно прашање, бидејќи имаше многу исцрпно кажување во врска со сите оние индикации во врска со правата на децата, и би поставила само едно прашање: какви активности превзема амбасадата во врска со оние деца кои што питачат на улица? Дали има некои мерки кои што вие лично, односно амбасадата лично ги превзема, или некои активности за спречување на ваквата честа појава? Благодарам. Благодарам. Има збор пратеникот Весна Бендеска за поставување прашање. Благодарете. Да, од излагањето на господинот Змејанац, веќе комплетно ми се потврдува тезата дека се работи најверојатно за хроничен недостаток на едукација на сите општествени нивоа од областа на правата на децата, загарантирани со конвенција која ние сме ја ратификувале далечната 93 година, дополнително со постојање на евидентен недостаток на систем кој ќе ги обезбедува тие права. Сега веќе мене ми е јасно дека никој веќе не може да оперира со точна бројка околу било каква позитивна или негативна општествена ситуација која мониторирала определена ситуација околу детски права. Затоа и започнав со господинот Маневски кога прашав: па ние години наназад знаеме дека имаме луѓе надвор од матична евиденција. Со тоа добар и голем дел се деца, но никој не знае колкав е нивниот број. Тоа го покажува и истражувањето за кое говореше и господинот. Така да, кога говориме за деца на улица, кога говориме за деца кои се можни сторители на кривични дела или на можни жртви, никој, де факто, мораме тоа како заклучок да изведеме, не оперира со ни приближно точна број. И по мене, еден од заклучоците што ќе предложам од оваа надзорна расправа е до кога ќе се однесуваме како неми посматрачи на волку сериозни општествени проблеми. Нам не само што ни недостасува едукација, а без неа не можеме да работиме на планови и програми за превенција, а дури потоа, како краен ефект, да предвидиме и санкции. Ние се уште не можеме да направиме систем кој ќе ги вклучува државните институции во соработка со невладините организации и во соработка, се разбира, со судството, за да можат навистина комплетно да го заокружат системот со закон за гарантирани, со устав гарантирани права на деца кои треба првен да се промовираат, а потоа и да се заштитуваат. Јас навистина сметам, господине председател, ова е најважното. Ваквите примери треба да опоменуваат. Конечно да повикаме на широка акција. Затоа и покрај тоа што една година
предлог беше кој дојде од постојаната анкетна комисија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Народниот правобранител со широка поддршка од невладиниот сектор, конечно еднаш да почнат со детекција, измени на законите за матична евиденција, за гарантирана бесплатна помош, за бесплатни примеруци на документација на оваа популација, конечно ги вратиме и да ги вклучиме и инкорпорираме во системот. Без тоа, мислам дека наистина залудно потрошено време е само да говориме за проблемите, а без при тоа да понудиме ефективни решенија. Благодарам. Благодарам. Повелете, господине Змејанац, со вашиот одговор. За нашата улога за застапување, лобирање на креирање на јавната свест за проблемите со кои децата се соочуваат, веројатно многу ни е добра позната која ја работиме во континуитет 18,5 години. И затоа главната дилема е дали насилството е опорасе или децата и родителите се охрабрени да го пријават насилството. Веројатно еден од одговорите е и тоа. Секако клучна улога тука имаат и медиумите. И токму минатата година со нив организиравме 2 тренинга околу нивно сензибилизирање не само за правата на децата, туку и како да известуваат кога детето е жртва, да не направат сензационализам од настано, туку да имаат превентивна улога во спречување на овие појави. Инаку за ваша информација, 97 првата детска амбасада во светот Мејешија формира Националната коалиција за правата на децата, која функционира неформално и која достави свој извештај во Женева до Комитетот за правата на детето и оваа година исто го стори. И морам да бидам искрен дека една од главните алатки со кои можеме да се справиме во нефункционалноста на државните институции ни се Народниот правобранител, кој за жал има улога само да опоменува, и Комитетот кој за жал има задача само да дава препораки. Главните актери кои треба препораките на Комитетот и упатствата на Народниот правобранител и препораките на граѓанскиот сектор се државните институции. Во однос на децата питачи, да, имаме ние еден дневен центар кој не е во рамките на институтот на Министерството за труд и социјална политика, една година беше финансиран. Потоа решивме да не им откажеме гостопримство на овие деца, тие доаѓаат еднаш неделно, толку финански капацитет имаме за нив. Она што успеавме е 2 деца од нив да се вклучат во училиште, но за жал куќата на Алјуш, која му беше срушена во аеродром, го обесхрабри ова семејство да воопшто се занимава со вклучување на децата во образование, бидејќи сега имаат екзистенцијални проблеми каде ќе живеат. Во однос на хроничниот недостаток на едукација, јас не можам да се изначудам како може до сега Министерството за труд и социјална политика да не препознае како главен актер за едукација за правата на децата, да помогнеме на овие центри за социјална работа, па и за судиите, па и за јавните обвинители, да ги сензибилизираме за правата на детето, а тоа го прави Академијата за обука на суди и јавни обвинители. Се согласувам со вас дека треба да се сензибилизираат сите државни институции кои имаат непосредна улога во одбрана и заштита на најдобриот интерес на децата, да се обучат за правата на децата и да се сензибилизираат. Благодарам.